Кои стихови ги разгледувавме денеска, се сеќавате ли? Во Лука беа, да, сигурно. 9 глава Лука, од 23 до 25, тука пак ќе почнеме со нагласок на 25 стих. Че одиме со втор дел, инаку ова проповед ми се вика вистински живот, сега вечерва ќе видите од каде е изваден насловот, всушност. Значи да повториме, Лука 9, 23 до 25. И на сите им зборуваше, значи Исус му се обрека на мноштвото и вели, ако некој сака да оди по мене, нека се одрече од себе си и нека го земе својот крст секој ден и нека ме следи. Зашто кој сака да ја спаси својата душа или својот живот ќе ја изгуби, а кој ја изгуби својата душа заради мене, тој ќе ја спаси. И 25-тиот, зашто каква полза има човекот ако го добие целиот свет, а самиот себе се изгуби или се упропасти. Че видовме денес, Исус не предизвикува на некој начин да размислуваме и поставува прашање овде. Ништо, и денес видовме дека ништо што можеме да го добиеме во овој свет не може да се споредува со загубата на животот, на душата, за сета вечност. Што би ставиле на коцка? Мислам за да... Нема ништо. Што сакате помислете во овој живот? Што е толку вредно да се има за година, 2, 3, 5, не знам, што и да е, некојаш и за кратки, некој задоволство од 5, 10, 15 минути, па човекот се коцка со својата вечна судбина, но ништо не е толку вредно, не може ништо да се споредува со загубата на душата, значи загубата на вечниот живот. Зашто каква полза ќе има човекот во Матеј, сега го читам стихот 16:26, зашто каква полза ќе има човекот ако го придобие целиот свет, а на својата душа и на пакости? Или што ќе даде човекот во замена за својата душа? Во замена за својот живот? Која е ползата? Како беше одговорот денес? Нема никаква полза. Ништо не добиваш. Каков одговор му дава Исус на богатиот младич? Сјавате кога му вели што треба да направи. Како да дојде до совршенство, како да се спаси во Матеј 19:21. Исус му вели, че Матеј 19:21, ако сакаш да бидеш совршен, оди, продај го својот имот и дај им на сиромасите. И така ќе имаш благо на небото. И потоа дојде и следиме. Еве ги, истите тие чекори, кои што ги читаме и во Лука. И денес размислувавме како тоа да станеш Христов следбеник. И богатиот младиш одлучил што? Да си го сочува овој живот. Се извинувам, ама ако сакаш кратка биде или да... Да. Значи, тој одлучил, сепак донел погрешна одлука, нели, денеска рековме, Исус ни образложува здраво разумски, ни ги поставува работите, па бирај што ќе избереш. Он го избрал да го сочува овој живот и за сметка на тоа го изгубил за секојаш. И сега, зошто одговорот е ништо? Денеска нешто видовме, но ајде сега да ќе одиме малку во
ете, сличен правец, не е нешто многу поинаков. Денеска може би спомнавме малку, светот во кој што живееме е привремен. Сето ова е минливо, онаков како што е, нели? И се што тој нуди со сите своји задоволства. А ние сме создадени за да живееме вечно. И сега замислете си за нешто минливо, поминливо, да ја изгубите вечност. Мојсей бил еден од тие кои што ова многу добро го разбрал. Замислете си, можел да стане фараон, да биде царот на најголемото светско царство, тогашно Египет. Евреите 11 глава читаме за Мојсей, Евреите 11, од 24 до 26. И сега доаѓаме до оној момент кој што денеска го спомнав. Значи, ние се уште имаме проблем, нормално, како смртни луѓе и луѓе со склоности и со таа грешна природа што ја носиме со себе, имаме се уште проблем. Светот не мами, не влече, ѓаволот се користи со разноразни средства за да не намами, затоа што не сме сватиле се уште какво богатство имаме во Христа. И еве што вели во овие стихови. Преку вера Мојсей, кога порасна, одби да го нарекуваат син на фараоновата ќерка, откако дозна која му е потеклото. Чи одби да го нарекуваат син на фараоновата ќерка. И со поголема желба сакаше да страда заедно со Божиот народ, отколку да се насладува за кратко време на гревот. Мојсей го разбрал. Се е краткотрајно, се е минливо на оваа земја. Повеќе, вели, беше спремен да страда заедно со Божиот народ, отколку да се насладува за кратко време на гревот. Зошто? Затоа што знаеше со Божиот народ каде оди. Затоа што знаеше каква е наградата. 26 стих вели, зашто хулењето на Христа го сметаше за поголемо богатство од египетските богатства, зашто ја имаше предвид наградата. И денеска може би ќе се соочиме и ние со хулење, со напади, со исмевање и така натаму, затоа што сме тргнале демек не знаеме да го живееме животот, нели? Па се занесуваме нешто. Меѓутоа, што гледаме кај Мојсей? Токму тоа го сметаше за поголемо богатство, значи на него Господ му ги отвори очите, тој свати кое е вистинското богатство. Дека сето и цел свет да го имаш, да бидеш и на врвот на светот, се е залудно. Затоа што таму некаде е најголемата награда. И тој ја имаше предвид таа награда, затоа тргна со Божиот народ. Не сакаше да се смета син, да биде на фараоновата ќерка и да стане, нели, подосни фараон на тој начин. Така да вистинската инвестиција за нас е да инвестираме во вечноста и во оние вечни вредности, а не во она што е привремено и минливо, она што е видливо, ово светско, да кажем. Исто ситуацијата со Исус, знаете, ке нахрани 5.000, односно околу 20.000 души, може би вкупно, скоро со ништо, значи со неколку парчиња лепи риба, и читаме во Јован 6 глава, знаете, со тоа добил на популарност, како и не би. Денеска во наша Македонија, како што се цените сега, да понуди некоја пекара лепо 20 денари, ќе видите колку народ ќе биде благодарен, ќе оди ќе трчи тамо да купи лепо 20 денари. А камоли од ништо, да ве храни некој секој ден, и нормално дека ќе трчате тамо. Така било и тогаш. И што читаме во 25, 26, 27 стих од Јован? Јован 6 глава, 25 до 27. Значи, Исус оди од другата страна на езеро, на морето, и вели 25 стих, која го најдува на другата страна на морето, значи тој преку морето овие заобиколиле. Зошто? Затоа што трчаат за сендвичи, лепи риба. Му рекоа, Рави, кога дојде тука? И што им вели Исус во одговор 26 стих? Вистина, вистина ви велам,
ме барате, ама зашто? Не затоа што ги видовте чудните знаци, туку дека ги јадевте лебовите и се наситивте. За оно што е минливо, оно што е моментално. И вели, работете не за храна што се расипува, но за храна што останува за вечен живот, а што ќе ви ја даде човечкиот син, зашто Бог таткото го потврди него за тоа. За жал, ете, денеска мнози натрчаат за тоа, некои може би мислат дека и во црква тоа ќе го најдат, се троши залудно енергија, животна енергија, трошиме за нешто што е привремено. Добро, храната е потребна секако, меѓутоа се сеќавате што вели Исус, дека ако го бараме најнапред Божјото царство и неговата правда, што? Тоа е се обезбедено. Зарем он не знае дека ни треба храна и облека и така натаму, сето оно што е најнеопходно. Но ние трчаме и ја трошиме својата животна енергија за многу повеќе од тоа, и сето тоа е привремено, сето тоа е со сјај кој што бледне со текот на времето и еден ден ќе го снема. Читаме слични зборови на оваа тема и од Павле во прво послание до Тимотеј, 6 глава, од 17 до 19. Прво Тимотејево 6, 17 до 19. Овие стихови гласат вака: заповедај им на богатите на овој свет да не бидат горделиви и да не се надеваат на непостојаното богатство. Туку во живиот Бог, кој ни дава изобилно се за наслада. Значи, знаете, што кажу, значи, Господ нема против тоа да имате средства и да се насладувате во овој живот. Нема ништо против тоа. Има многу работи кои што се корисни и сака да уживаме. Меѓутоа, не да се наделаме на тоа непостојано богатство, туку во живиот Бог. Битно е каде ни се очите, за да прават, вели, добро, да бидат богати во добри дела, да бидат дарежливи заедничари, и сега внимавајте 19 стих, вели, да собираат за себе благо, како основа за иднината, за да зграбат вистински живот. Ева е насловот. Вистинскиот живот, тој. Ова не е вистински живот. Ова е, рековме, видовме денес, безвреден, суетен живот, лажовен живот, гони ветер. Вистинскиот живот е сосема нешто друго. Вистинскиот живот го дава Бог и тоа е оној живот кој што од секојаш сакал да го имаме, односно сме го изгубиле со падот во грев. Значи, живот без крај, вечен живот, живот исполнет со вистински радости. Значи, уживај во тоа што Бог ти го дава. Он не е против тоа, меѓутоа во исто време инвестирај во сигурна иднина. Во вечноста, тоа е вистинската инвестиција, а не во овие минливи работи, да ти ги заокупираат, да ти го заокупираат умот, сето тоа што е минливо и, како што кажав, со минлив сјај и нешто што е едноставно еден ден ќе биде безвредно. И не се само пари во прашање, значи, кога зборуваме за вакво нешто, и денес спомнав туку и времето, способностите наши, талентите и така натаму, да не си ги трошиме залудно за нешто што е минливо. Втора работа, секаква неволја и непријатности кои ќе ги доживееме во овој живот не можат да се споредат со конечната загуба на душата. Може ли се спореди нешто, било каква неволја да доживеете овде, ама преку таа неволја да стигне до спасение наспроти загубата на душата. Ништо не може да се спореди. Не знам каква да е таа неволја. Што читаме во Лука, односно, добро, тоа е стихот, но туку 73-тиот псалм е интересен. Асавов псалм, значи еден од тие псалми кој што не е Давидов, туку Асав, знаете, и тој пишува псалми. Се чудел, ова е интересен псалм, ќе се подсетите, 73-тиот псалм, се чудел како тоа безбожниците напредуваат. И за малку велики се лизнеа моите чекори, еве ќе читаме од први стих. Бог е навистина добар кон Израел, кон оние што имаат чисто срце. А мене, за малку ќе ми се сопнеа нозете, за малку ќе ми се лизнеа чекорите, за малку ќе паднев. Зошто?
Зашто им завидев на злочинците, наблюдувајќи го напредокот на грешниците. Никакво страдање не носат. Нивното тело е дебело, вели, значи се им оди на добро, а јас верен, ние верни, а видите што се случува кај нас. Не живеат во маките на смртниците, не ги удираат човечките неволи, како ништо да не ги допира нив. 12 стих, подолу. Ете, такви се грешниците, секојаш спокојни, збираат богатство. И така, дали само јас го чував напразно моето срце чисто и ги миев раците во невиност? Залудно ли е се тоа? 14. Кога примав удари секој ден и казна утро по утро, замислете, што доживувал. 16 стих. И размислував како да го сознаам тоа, но ми се гледаше мачно во моите очи. Замислите сега, читате, верувате, се молите и така натаму, и кај вас се случуваат наопачки работи од тоа што Божи Господ го ветува, а ги гледате другите, овие безбожните, напредуваат. Да, и се богатат, и арно имеете, неволи не ги допираат, како што тој вели овде. 17 стих. Се додека, што? Не најдов влез во Божето светилиште и го согледав каков им е свршетокот, крајот. На тој безсмислен живот, безвреден, кој што завршува трагично. Навистина, ти ги поставуваш на лизгава патека, ги обрнуваш во пропаст, значи тој за малку ги се лизнал, ама гледа сега дека тие безбожници се веќе на таа лизгава патека. Како одеднаш тие стигнаа во запустување, погинаа и исчезнаа од ужаси. Како што човекот го презира сонот, кога ќе се разбуди, така Господ ќе го презреш, така Господи ќе го презреш нивниот лик, штом станеш. Кога мојата душа беше јадосана, а бубризите прободени, бев безумник, без разбирање како животинче пред тебе. Но од сега секојаш ќе бидам со тебе, зашто ти ја прифати мојата десница. Ќе ме водиш според твојот совет, за да ме земеш потоа во својата слава. Кого имам јас на небо освен тебе? Кога сум со тебе, ништо не сакам на земјата. Ево Асаф и тој сваќа како Мојсей. Без разлика на неволите, без разлика на непријатностите. Не завидувај, не гледај на другите, може би успеваат. Меѓутоа крајот каков е? И вели, кого имам јас на небото освен тебе? Кога сум со тебе, вели, ништо не сакам друго на земјата. Тоа е вистинското богатство. Премалени ми се телото и срцето, стено на моето срце и моје наследство, о Боже, довека. Вистина ќе пропаднат оние што се оддалечуваат од тебе, оние кои што го избираат тој пат. Го истребуваш секој што ќе ти изневери, а за мене милина е да бидам во Божја близина, да имам свое засолниште во тебе, Господи Боже, ќе ги проповедам сите твои дела. Многу убав псалм, кој што често пати треба да не наврќе во мислите на она, ако ете некојаш така почнеме да гледаме на работите, да не омалакса нашата душа, да не се разочараме, можеби, зошто одат вака работите. Сличен стих во Римјаните 8.18, Римјаните 8.18, значи зборуваме за тоа дека никакви страдања кои што може да ги доживееме на оваа земја не може да ги споредиме со конечната загуба на душата. Тие се ништо во споредба со тоа. 8.18 Римјаните Павле вели, зашто сметам дека страдањата на сегашното време не се ништо во споредба со славата која ќе ни се открие нам. Па мислам дека кога беше лани некаде, се сеќавам, читав цитат од Елен Вајд, каде Елен Вајд вели, баш кажува во видение што видела, вика, кога ја виделе таа слава, нели, на небото, се обидувавме, вели, да се присетиме на маките што ги имавме на земјата, не ни доаѓаше ништо на ум. Че таа слава, тоа се засенила. Сето тоа е толку минорно, толку мало, толку незначително во споредба со сета таа слава која што не очекува. Или второ послание до Коринќаните, исто има толку убави стихови, второ послание до Коринќаните, 4 глава, од 15 до 18 стих. Второ Коринќаните 4, 15 до 18. Зашто се е ова заради вас.
Та благодата што се зголемила со посредство на мнозина, да направи да биде изобилна благодарноста за Божјата слава. Затоа не се истоштуваме, па иако се распаѓа нашиот надворешен човек, внатрешниот се обновува од ден на ден. Зашто нашата сегашна лесна неволја ни донесува прекумерно и неизмерно вечно изобилство на слава. Што вели сегашна лесна неволја? Во споредба со таа прекумерна, неизмерна или вечно тоа изобилство на слава, сите овие наши неволи се навистина лесни и незначителни. 18 стих, зашто ние не мислиме на она што е видливо, туку на она што е невидливо, зашто видливите работи се поминливи, сето она што е на светот, а невидливите се вечни. И затоа ни треба вера. Затоа ќе се одржиме само со вера. Чекорики низ овој свет и сето она што го гледаме, надевајки се на она што не се гледа. Што да зборуваме, еве сега спомнав пред малку од тој цитат на Елен Вајд, трета работа, радостите што ни ги нуди овој свет, не може да се споредат со небесните. Ние можеме само да сонуваме каква е таа радост на небото. Тука ќе доживееме некои мали радости во животот, па знаете како е, а меѓутоа, што е тоа во споредба со таа радост на небото? Па кога ќе ги видите своите блиски што сте ги изгубиле овде на земјата, кога ќе се сретнете со нив. Само тоа колкава радост. Замисли си раздвоени, некои се раздвоени со години, со децении се раздвоени. Некому жената му умрела на 20 години, 30, пример. А тој ќе доживее длабока старост, значи со години е не се вишло и одеднаш потоа ќе се видат, замисли си. А да не зборуваме за многу други работи на новата земја, како ќе биде на небесата. И токму затоа Мојсей вели како успел, како да го гледа невидливиот. Тоа е верата. Како да е тука покрај него. Знаел каква е наградата и затоа оставил се што е земско, оставил се тоа што го нуди светот и тоа царство тогашно и прифатил да страда со Божиот народ. Ништо од она што го поседуваме овде на земјата не може да не задоволи душата, тоа денес малку го спомнавме, ниту може да се спореди со она што го нуди небото. Тука можеме сега да прочитаме малку од утринскиот стих што беше за 7 април. Извор на благослови. Значи, стихот беше Јован 4.14, а кој пие од водата, што ќе му ја дадам јас, нема никојаш дожедни. Што е она што вистински ја задоволува жетта на душата. Оној што бара да ја згасне својата жет на изворите на овој свет, ќе пие и пак ќе биде жеден. Луѓето насекаде се незадоволни, поготово во ова денешно време. Како што минатиот пат зборувавме, на некој апсолутно не може да му угодиш никако. Тие копнеат за нешто што ќе ја задоволи потребата на душата. Само еден може да ја исполни оваа желба. Потребата на овој свет, богатството на сите народи е Христос. Богатството на сите народи, ова е извадок од Агеј 2.7. Значи, потребата на овој свет, она што светот го бара, може да ја задоволи само богатството на сите народи. Тоа е Христос. Тоа е најголемото богатство. Божествената милост, што може да ја даде само тој, е како жива вода. Таа ја чисти, ја освежува и ја засилува душата. И потоа вели Исус не мислил дека само еден зафат од водата на животот ќе биде доволен за оној што ја бара. Оној што ја вкусил Христовата љубов, постојано ќе копне да прима уште повеќе, зашто тој не се стреми кон ништо друго. Богатствата, честа и задоволството на овој свет не го привлекуваат. Негова постојана молитва е повеќе од Тебе, Господи, повеќе. Оној што и ги открива на душата незините потреби, чека да го задоволи незиниот глад и жет. Се што може човекот да даде и секоја доверба во него ќе изневерат. Бунарите ќе се испразнат, езерата ќе пресушат, но нашиот откупител
е неисцрпен извор. Прекрасни зборови. Видам само дали беше од Копнежот, од каде беа? Да, Копнежот. Копнежот на вековите. И еве, уште еднаш може да се запрашаме како и денес, како го живееме ние животот, како ние ги користиме тие ресурси кои што ни се укажани и дадени. И дали тоа, како го живееме животот, укажува на нас дека сме вистински Христови следбеници или пак сме световни. Најлошата трговија, најлошиот бизнис што може да го направите е всушност да го продадете Христа за да го добиете светот. Е најлошото нешто. И сега, често пати, најчесто, да не кажам 100% од нас, не можем да кажам такво нешто, сепак, си велиме, па добро, па нели може и од едното и од другото, и од светот и од Христа сега. Значи, некои велат, ај прво да си го одживеам животот, па после тамо која ќе ми проседи косата, која ќе... Тогаш ќе одам у црква, тогаш ќе му се клањам на Бога и така натаму и така натаму. Рано е сега за црква, за Библија. Но, дали остава таков простор во прашањето што Христос го поставува? Дека може и вака и може и така, има некоја средина. Не, или ќе, ако сакаш да го сочуваш овој живот, ќе го изгубиш. Ако го изгубиш заради Христа, ќе го добиеш, значи нема средина. Или А или Б. Знаете, некојаш кога има прашање, па имате повеќе опции, мислам да заокружите, ама овде имате само една точна опција, значи или А или Б. Значи, кој сака да ја спаси својата душа, ќе ја изгуби. Кој ќе ја изгуби својата душа заради мене, тој ќе ја спаси. Да се држиме до тој фокус, затоа што ѓаволот е лукав, тој сака да не дефокусира, а во тоа е многу успешен. Знаете, живееме во последно време во свет кој што нуди едно чудо задоволство. Значи, се и се што има денес посебно. Што мисли, зошто е тоа така? Па ѓаволот така го прави. Тоа е времето последно во кое што тој сака на највеќе, значи што е можно повеќе начини да не заведе, да не одвлече во погрешна насока. Со најразлични видови на забава, на луѓе имаат разни интереси, па имате што се немате, значи, денес во светот. Како никогаш порано во историјата. Значи, да не дефокусира. Многу е битно кои ни се приоритетите во црквата, во животот. Значи, дали одиме во црква, дали се молиме, дали проучуваме, дали имаме време за тоа, или пак го трошиме времето на некои световни нешта. Или можеме ни е поважно мислењето на луѓето, па сега, па не мора ја сега толку, па црква, па ова, па пријатели имам, па вакво друштво, па не знам, па ќе ме сметаат за ваков, за таков. Битно ли е мислењето на луѓето или е битно оно што Господ го мисли? Значи, има еден куп работи со кои што ѓаволот може да не дефокусира, но да се држиме на фокусот, затоа што нема поголемо богатство од Христа и не може да се спореди ни со целиот свет од друга страна. И само на крајот ќе завршам со цитат од Христови параболи. Ова е под наслов вредноста на богатството, ако сакате знаете кај се наоѓа, значи тоа е во 8 глава скриено богатство. Што вели овде Елен Вајт. Спасителот сватил дека луѓето се обземени со желба за стекнување на добивка и дека ги загубили од вид вечните стварности. Ова денешно материалистичко време е навистина најпогодно за такво нешто. Значи, сакајќи да стекнеш добивка, ги губиш од вид вечните стварности. Толку си презаокупиран со еден куп работи, значи, нормално е, значи, да
да имаш и куќа и да, разбираш, и да наместиш и куќа и се, работа добра и така натаму. Сето тоа е нормално, меѓутоа ако премногу се заокупираш со тоа, тоаш и ги изгубиш од вид вечните стварности, тоа е проблем. Тој се потрудил да го поправи тоа зло, сакал да ја отстрани таа заслепувачка привлечност која им ја парализира душата. Видите што, значи какво влијание има светот и тие задоволства. Заслепувачка привлечност. Ја парализира душата. Подигајќи го својот глас, Христос извикал во Матеј 16:26, тоа е пак тоа прашање, каква полза ќе има човекот ако го придобие целиот свет, а ја загуби својата душа? Или што ќе даде човекот во замена за својата душа? Тој на човечкиот род му представил поблагороден свет, што човекот го загубил од вид, за да му помогне да ги согледа вечните вредности. Луѓето ги повел до прагот на бесконечноста, осветлен со неопишена Божја слава, и таму им го покажал богатството. Вистинското. Вистинскиот живот. Вредноста на тоа богатство е многу поголема од злато и сребро. Богатствата на земните рудници не можат да се споредат со него. Ништо не може да се спореди. Што е една проста математика овде, не морате да бидете не знам каков математичар. А Исус, ќе кажам пак, здраво разумски ни поставува едно обично прашање и вели, еве, размислете, еве, јас што нудам, еве што нуди светот, па донесете одлука. Јас верувам дека ние сме ја донели одамна таа одлука, меѓутоа, како што видовме, од таа вода, која што ја задоволува душата, треба да се налеваме и да пиеме секој ден. Значи, не е тоа само еднаш и готово. Не сме решили проблем. Секој ден. Затоа што сме се уште во таа наша природа грешна, која што не мами и влече, ѓаволот е тука се уште, тука си искушенијата, живееме во тој свет се уште, така да многу лесно може да не дефокусира и да тргнеме по некој погрешен пат. Така да нека Господ ни помогне да се држиме до фокусот и да продолжиме понатаму од вера во вера, а тој е тука да ни помогне. Нека му е слава нему. Амин.